Прва посета на највисоко државно ниво меѓу Северна Македонија и Грција. Шефот на државата Пендаровски со државни и воени почести денеска во Атина беше пречекан од грчката претседателка Катерина Сакеларополу. Двајцата председатели разговарале за договорот од Преспа, неговата целосна имплементација за јакнување на билатералната соработка. Вашата посета е прва официјална посета на председател на Република Северна Македонија на мојата земја, па така добива особена важност и символика за односите меѓу нашите земји. Ќе се согласите дека целосно и доследно применување на договорот од Преспа е клучно. Поминаа 2,5 години откако договорот стапи на сила. Препознаваме дека од страна на Северна Македонија се направени позитивни чекори, но сепак постојат доста нерешени прашања. Затворањето на овие отворени прашања ќе овозможи на тамошен развој на соработката. И за Пендаровски оваа посета има историска димензија во односите меѓу Атина и Скопје. Да имате прва средба на највисоко политичко ниво после 30 години меѓу две земји кои се директни соседи е значајна работа. Ние имавме и претходно одлична соработка, меѓутоа мислам дека од 2018 наваму ја поставивме таа правна и политичка рамка, наречена Преспански договор, која ни овозможи уште подобро да се развиваме. Господјо председател, вие сте правник по основната вокација, како што сум и јас, и сакам да ви кажам еден правен принцип кој вие добро го познавате, до кој ние имаме намера да се држиме во однос на Преспанскиот договор. На латински тоа е пакта sunt servanda, или договорите треба да се чуваат и да се почитуваат. Според македонскиот председател кој се сретни со грчкиот премиер Мицотакис, најголемиот и најтешкиот дел од договорот се имплементирани, но се уште има елементи кои треба да се завршат и за кои има политичка волја да бидат финиширани. Пендаровски потсети дека Преспанскиот договор овозможил земјата да влезе во НАТО и дека следната цел за која се очекува поддршка од Грција е старт на преговорите за членство со Европската унија. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.